Калин Илиевски, Милош Јовановиќ, Матеј Стојановски и Ања Ристевска од Куманово освоија одлични резултати на државниот надпревар по гимнастика одржан минатиот викенд во Битола. Ова не се првите награди на државно ниво за членови на школата за спортска гимнастика атлета од Куманово, каде што децата неуморно и со огромен спортски потенцијал вежбаат под менторство на тренерите Никола Златановски и Филип Миленковски, дипломирани професори по физичко и здравствено образование. На ова државно надпреварување по гимнастика во категоријата помлади пионери од 6 до 9 години, малиот Калин во силна конкуренција освои второ место. Неговите другари Ања, Милош и Мате се задоволни од постигнатиот успех на надпреварот. Интересно е што потенцираа дека надпреварувањето за нив било лесно, а најмногу им се допаѓаат вежбите на вратило. Доаѓам од училиште Магдалена Анто, имам 8 години. Како се викаш? Милош Јовановиќ. Сега учествуваше на државен надпревар по гимнастика. Кажи ни каде се одржа надпреварот и кое место освои? Во Битола и место освоив 5. Со кого се надпреварувавте? Имаше ли од други градови деца? Да. Учесници? Да. Тешко ли беше надпреварувањето? Не. Колку време сте дел од оваа школа за спортска гимнастика атлета? Колку време вежбате гимнастика? 2 години. Од каде е интерес за гимнастика? Кој ве запиша? Вие ли сакавте, побаравте од своите родители? Како дојде до тоа да бидете дел од оваа школа? Па татко ми ме запиша и ја почна да вежбам. Убаво ли е да се вежба тука? Да. Јас се викам Матеј Стојановски, имам 8 години и доаѓам од Магдалена Анто. Учествуваше сега на државен надпревар по гимнастика, кое место освои и како беше на надпреварувањето? Беше ли интересно и убаво? Надпреварот беше убаво и бев 6-то место. Тешко ли беше да се надпреваруваш со дечињата? Не беше тешко. А убаво ли беше? Беше ли интересно и на кои справи вежбавте? Вежбавме на вратило, карики, консорачки, партер. Која од овие справи за вас е најинтересна? Која ви се најмногу допаѓа? Вратило. Дали прв пат учествуваш на надпревар? Да. Од кога си член на оваа школа за спортска гимнастика и ќе продолжиш ли и понатаму да вежбаш и да се надпреваруваш во иднина? Ќе продолжам да се надпреварувам. Колку време си член? Колку време вежбаш? 9 месеци. Јас се викам Ања Ристевска, јас имам 7 годинки. Јас учам во Крстемир Сирков. Јас сум второ деление. Учествуваше на државен надпревар по гимнастика, кажи ни кое место освои и во кои дисциплини се надпреварувавте? Јас добив 6-то место, јас вежбав на партер, на вратило и на греда. Интересно ли е да се вежба на овие справи? Да. Прв пат учествувате на надпревар, на државен надпревар? Да. Колку време сте дел од оваа школа за спортска гимнастика? 2 месеца. Така. Од каде интересот за гимнастика? Кој те запиша, кој те поттикна да се запишеш на гимнастика? Чичо ме запиша. Државниот надпревар по гимнастика е во организација на Гимнастичката федерација на Македонија. За да се учествува на надпреварот, потребна е голема пожртвуваност, многу работа со надпреварувачите, бидејќи конкуренцијата е огромна, вели тренерот Никола Златановски, посочувајќи дека гимнастиката е една од најпрепорачуваните спортови за деца, бидејќи е базичен спорт. Имаме добри резултати, односно задоволни сме со резултатите и тие од таму што гледаат, односно од федерацијата има големи пофалби за нас како клуб, за ново формиран клуб каде што имаме бројни постигнати резултати, мора да се надпреваруваат на сите справи. Значи бара голема пожртвуваност, бара голема работа, веќе се работа тренинзи од подолг временски период, затоа што не може овие работи да се постигнат за многу кратко време. Тренираме по 2 пати на ден, односно секој ден се повикуваат пред надпревар, 1 месец спремање максимално, така да тоа се резултатите, продолжуваме понатака, бараме, еве сега да бараме
поголема сала каде што ни е потребна за да се извршуваат тренизите на повисоко ниво. За сега се тие услови. Се надеваме дека ќе искочат општината во Пресрет да ни помогнат за сала, за реквизити, за повеќе справи, за да постигнеме уште поголеми резултати. Ние тренерите правиме селекција кај децата, значи ги селектираме според моторичките и според возраста, според моторичките способности и според возраста, и како се врши селекција на децата, така тие се испраќаат на едно вакво државно големо надпреварување. Со гимнастиката децата добиваат здрав тренинг, но и забава. Редовниот тренинг по гимнастика придонесува континуиран психички и физички раст и развој на детето, вели тренерот Филип Миленковски. Ова не се првите награди за нас. За овие 2 години имаме остварено повеќе награди, така да имаме остварено второ место, прво место, пето место и 2 шести места. Па секако дека секој трето дете во Македонија според новите истражувања има проблеми со работниот столб или лошото држење на тело, па така да тоа доаѓа од прекувремено седење на мобилни, таблети, компјутери и така натаму, но гимнастиката е вистинското решение да децата за се развијат, за да и помогне да се развијат во понатамошниот раст. Во школата за спортска гимнастика Атлета членуваат 50 деца, поделени според возраста од 4 до 14 години.